Mercedes AMG е познатиот спортски подбренд на Mercedes-Benz, од чија кујна неодамна излезе најновиот спортски SUV модел GLC 53. Очекувано се работи за спортски автомобил, чиј турбомотор е унапреден, има зафатнина од 3 литри со вградени 6 цилиндри и двојно полнење. Моторот испорачува 449 коњски сили со максимален вртежен момент од 600 Нм, доволни за максимална брзина од 250 км/ч. Спарене со AMG SpeedShift TCT 9G со 9 брзини кои може да се менуваат и рачно преку галванизирани копчиња поставени зад воланот. Моделот е дополнително опремен и со погон на сите тркала, што овозможува прилепување, стабилност и управливост на секаква површина. Автомобилската компанија од Чешка, која пулсира под капата на Volkswagen Group, Шкода, иако маскиран, го прикажа сосема новиот кросовер, кој е најавен како основен и најдостапен електричен автомобил во гамата на Шкода. Се работи за целосно електричниот модел Epiq, кој ќе биде представен официјално во првата половина од 2026 година, а најавено е и тоа дека цената ќе биде конкурентна како онаа на моделот Kamiq, но со мотор со внатрешно согорување. Со овој SUV кросовер, кој представува третиот модел на Шкода на струја, ќе може да проаѓате до 430 км со едно полнење, а за подобра практичност автомобилот ќе има и брзо полнење со енергија до 133 киловати. Како што вели генералниот директор на Шкода Клаус Зелмер, со моделот Epiq се дополнува силниот моментум на Шкода во електричната мобилност. Во 2025 година моделот Elroq се најде на второто место како најпродаван BEV или електричен автомобил во Европа, а Enyaq го обезбеди седмото место, со што Шкода со два модели влезе во листата топ 10 на најпродавани електрични автомобили во Европа, додека брендот го освои четвртото место вкупно во поглед на електричните автомобили. Со Epiq, продолжи тој, сакаме да ја продолжиме и забрзаме оваа успешна приказна. Според најавите, Epiq ќе биде најмалото возило на струја во брендот, влезна точка во линијата на електрифицирани возила, во која наскоро треба да влезе и седмоседот Pink. Epiq е дел од семејството на електрични урбани автомобили на Volkswagen. Заедно со Cupra Raval, ID Polo и ID Cross, тој е дел од срцевината на Volkswagen Group, кои наскоро ќе лансираат основни влезни модели од електричната мобилност. Овие модели ќе ги спојуваат своите синергии и економии на обем, за да се добијат атрактивни електрични автомобили во Европа, како во поглед на техничките перформанси, така и во поглед на цената. Epiq има компактни димензии со солиден простор внатре. Димензиите и агилноста ќе му помогнат на автомобилот лесно да маневрира во градскиот метеж. А со изборот на батерии од 85 до 155 киловати, клиентите може да изберат автомобил што најдобро одговара на нивните потреби. Со брзите полначи од 20 до 80%, најмоќните изведби на моделот може да се дополнат за 20 минути.
Во интериерот Epic ја има препознатливата хоризонтална инструмент табла со ленти во амбиентално светло, што ги истакнува пространоста и комфорот во внатрешноста. Екранот за инструмент таблата има големина од 5,3 инчи, а централниот дисплеј има 13 инчи и на него се следат и контролираат инфотејментот, навигацијата и сетирањата на сите функции. Багажникот на Epic има капацитет од 475 литри, што е за 75 литри поголемо од Камик, а со спуштање на задните седишта, овој волумен се зголемува на 1344 литри. Дополнително во интериерот се обезбедени уште 26 литри дополнителен волумен за складирање и одложување на секакви предмети. Во првите 2 децении од 21. век, американскиот производител на автомобили General Motors имаше сосема солидни резултати на европско тло. Како собственик на брендовите Opel и Chevrolet, некогашно Daewoo, имаше огромен маркет шер, кој во неколку години на некои пазари, меѓу кои и на македонскиот, знаеше да освојува пазарен удел и до 20%. Но како резултат на најавените тектонски промени во Европската Унија околу стандардите на издувните емисии, GM донесе одлука да го повлече Chevrolet од Европа, а подоцна и го продаде Opel на групацијата Stellantis, со што практично се повлече од европскиот автомобилски пазар. Но де јуре тој никогаш целосно не си замина. Останаа на европско тло представништвата на Chevrolet и Cadillac, преку кои главно се продаваа екзотични американски спортски возила и SUV автомобили. Кога зборуваме за Cadillac на европско тло, овој бренд на General Motors го најави лансирањето на моделот Lyriq V, најбрзиот Cadillac на светот, кој е 100% електричен. Ова е првиот модел кој го носи беџот на V серијата, а кој подоцна ќе оди на сите електрични возила во гамата. Во Lyriq V, како што велат од Cadillac, се спојуваат моќта и рафинираниот луксус, а тој е специјално дизајниран за европските возачи кои го сакаат електричното возење. Како што изјави Пир Бругал, генералниот директор и председател на GM за Европа, со Lyriq V ја испорачуваме најхрабрата експресија на електричната визија на Cadillac за Европа. При тоа не е случајно што нашата одлука ја донесовме да го представиме моделот на Le Mans. Тоа е повик на нашата традиција и демонстрација на тоа како целото искуство прибрано на тркачката стаза може да ја обликува иднината на електричната мобилност, заврши тој. Инаку Lyriq V испорачува моќ од 615 коњски сили, со вртежен момент од 880 Ньютон метри, преку погон на сите тркала погонуван од двоен мотор. Тој од 0 до 100 км на час забрзува за само 3,3 секунди, што го прави воедно и најмоќниот и најбрзиот Cadillac во историјата. Со батеријата со моќност од 91 kWh, овој Cadillac има домет до 460 км, а со брз полнач Lyriq V
За 15 минути може да се дополни и обезбеди уште нови 159 км. Тој има многу опрема и возачки системи за безбедност и комфорт, а тука е и 33-инчниот заоблен LED дисплеј за тотално уживање во возењето. Во поглед на дизајнот, Lyriq V е лесно препознатлив по храбриот експресивен дизајн, вертикалните светла и прецизно дизајнираните силуети. Одлично се надополнуваат и 22-инчните тркала со логото V-Series и темен спортски финиш на тркалата. Стандардно возилото има црно обоен кров и одличен избор на атрактивни бои на каросеријата. Lyriq V ќе им се придружи на другите два брзорастечки модели на европскиот пазар, Lyriq и V-Stick, кои се веќе достапни во Германија, Франција и Швајцарија. Цената на овој електричен кадилак изнесува околу 110.000 евра. Се што вози, работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија.
Германскиот супер бренд Mercedes-Benz имаше исклучително динамична 2025 година. Представниците на врвното раководство организираа повеќе саемски манифестации, организираа неколку спектакуларни ивенти, воведоа нови и модерни технологии, ја презентираа и новата CLA класа. Новата CLA најде на одличен прием во јавноста, поради што максимално ги оптовари производните капацитети на компанијата и која на почетокот од оваа 2026 година се заките со титулата Автомобил на годината. Но кога ќе заврши годината и педантните сметководители ќе ја подлечат линијата во компаниските биланси, менаџерите и акционерите се соочуваат со реалноста. Дали и колку динамичната година донела финансиски резултати. И ова, како и секоја година, преку официјална пресконференција, Mercedes-Benz ги објави резултатите од работењето во 2025 година. Ако се погледнат бројките во објавените биланси, оние кои не ги следеа случувањата минатата година, веројатно ќе останат шокирани. Шокот е најверојатно најсилен кога ќе го погледнете падот на профитабилноста. Во тој поглед, нето добивката на Mercedes-Benz во 2025 година изнесуваше 5,33 милиарди евра, што представува пад од 48,8% во споредба со претходната година, кога беше остварена нето добивка од 10,4 милиарди евра. Во превод, добивката на брендот во 2025 година е речиси преполовена. При тоа, падот на прометот е изразен со само 9,2% од 145 на 132 милиарди евра. Генералниот директор Ола Калениус во своето обраќање изјави дека овие резултати се движат во рамки на очекувањата, особено поради хаосот што го предизвикаа царинските стапки на Трамп, но забележителен е сериозен пад од околу 19% и на најважниот пазар за Mercedes-Benz, Кина. Во изминатата година беа продадени 1.801.291 автомобили од гамата на Mercedes-Benz, што представува пад за 9,2% во споредба со минатата година. Дополнително, продадени беа и 359.136 ванови, што е пад од 12% споредено со 2024-та. Што се однесува до идните проекции, компанијата во 2026 година очекува да бидат задржани остварените резултати во поглед на прометот, но и да се оствари сериозен пораст на оперативната добивка. Не е конкретно проектирана бројка, а се таргетира продажба на околу 2 милиони автомобили во светот. Порастот на профитабилноста се очекува, бидејќи компанијата планира засилена продажба на автомобилите од премиум сегментот, особено S и G класата, за околу 15%. Останува да видиме дали оваа проекција ќе биде реална, остварена, а пред тоа и дали ќе предизвика одредени потреси во менаџментот и во организацијата на Mercedes-Benz.
Во Mercedes-Benz Trucks сериозно се работи на проектот Megawatt Charging System или MCS систем, преку кој се овозможува брзо полнење на батериите на камионите e-Actros 600, кои се дизајнирани да движат на долги дистанци. Проектот во моментов го тестираат инженерите од Daimler Trucks на 2 тест камиони e-Actros 600, при што главен фокус во тестот е ставен на компатибилноста на возилата со мегаватните станици за полнење на батериите од неколку производители, со што пак треба да се покаже стабилноста на овој систем, дури и при тешки зимски услови на возење. Тест патеката, долга околу 2400 км, тргнува од Германија, движи преку Холандија, Белгија, Данска и завршува во Шведска. Возилата e-Actros 600 ќе бидат дополнувани во јавни и приватни станици, специјално наменети за полнење на камиони. Батериите со кои се снабдени електричните камиони имаат капацитет на полнење до 1000 киловати, па со мегаватните станици за полнење, дополнувањето на струја во батериите на e-Actros од 20 до 80% ќе се врши за околу 30 минути. Инаку, e-Actros 600 има 3 пакети на батерии, секоја со капацитет од 207 киловат-часа, кои заедно даваат капацитет од 621 киловат-час. Бидејќи истите се базирани на келии со литиум железен фосфат, тие се карактеризираат со долг сервисен век. Овој камион е дизајниран за комбинирана бруто тежина од 44 тони со стандардна полуприколка, додека самиот камион има моќност за товарење од 22 тони во Европската Унија. Во моментов камионите Actros се направени да може да поминат 500 км, под реалистични, практични услови на оперирање и бруто тежина од околу 40 тони. Но со евентуални дополнувања на овие мегаватни станици за полнење, се очекува овие камиони да може во текот на денот да поминуваат и до 1000 километри на ден, што сериозно ќе зголеми практичноста и употребливоста на камионите за носење товар на долги релации и со погон на електрична енергија. Британскиот бренд за моторцикли Triumph на фановите им го представи новиот Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition, модел во лимитирана серија, инспириран од оригиналните кафе тркачи од Британија од 60-тите години. Од овој примерок ќе се произведат само 800 единици во светот, а овој модел е развиен на моделот Speed Twin 1200 RS. Секој примерок на Speed Twin 1200 Cafe Racer ќе носи со себе и сертификат за автентичност, што ја гарантира ексклузивноста на овој моторцикл од лимитираната едиција. Како што вели комерцијалниот директор на Triumph Paul Strode, Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition
ќе седне на врвот од серијата моторцикли Speed Twin, а ќе биде наменет за колекционерите и за обичните возачи, нудејќи им поголема изразеност и ексклузивност, комбинирана со влијанието на традицијата на брендот, премиум спецификациите и одличните перформанси.